Господине? Господинот Ешеров. Повелете. Дојди, Ешеров. Како си? Добро си? Добре сум, господине, благодарам. Пола Талендар прави акција во Ирак. Зошто јас не знам за тоа? Акцијата е едноставна, затоа не ви јавивме, господине. Кажи им на твоите, јас ќе одлучам што е важно, а што не е важно за државата. Ке ми информирате за сите акции надвор од државата. Како ги кажете, господине? Каква е состојбата во регионот? Случувањата во Сирија ме плашат. Господине, ние се додека се занимаваме со нив, сирската фракција од терористичката организација ќе прави уште многу акции. И ние што ќе правиме? Предлагам да го примениме ирачкиот модел. Ако се сеќавате, во Ирак одеднаш ги фативме сите групи. Иако имаше големи борби помеѓу нив, под наш притисок тие се здружија. Можно и во Сирија. Западњаците, израелците и иранчаните се вознемирени од нас. Поради тоа со помош на арапите почнаа со пропаганда дека Турција работи за интересите и целите на Америка. Поради тоа итно треба се направи антипропаганда. Како? Не треба да се откажеме од политиката кон која се стреми Турција. Нула проблеми кон соседите. Колку и да зборуваат дека нема успех таа политика, не треба да се заборави дека Турција е лидер во регионот. Без нас никој ништо не може да направи. Едно време Сирија, Грција, Ирак, дури Ерменија ја проверуваа нашата одлучност. Во Сирија 600.000 курди немаат воопшто лични карти. Ако ние на овие наши браќа им дадеме пасоши, што ќе биде? Почитуван премиере, тој објава за светот дека во регионот сме лидери. Ако вие ова го објавите, и организацијата и Иран и Америка и Израел ќе ги фати паника дека османидите воскреснале. Во овој регион секој ден има понекоја паника, Ешерев. Турците и курдите кога и да биле заедно во историјата создавале многу голема држава. Покрај Турулбеј селчуците, другар, покрај Јавус Селим биле сите останати. Осман и обајцата заедно со халифат. И ова пренесим го на другарите. Нека работат. Ке ми ги доставувате сите информации. Секако, господине. Каши Фоглу можеш да го најдеш? Можам да го најдам, ама него го следат. Ти оди кај него. Тој чакал ќе најде начин да дојде до кај мене. На каде ќе се сретнете? На старото место. Тој знае. Вечерва, утре. Тој само нека дојде. Што се случува, тато? Ти прави што ти кажа. Бе, зошто уште криеш од мене, тато? Се уште не му веруваш на син ти. Каде, на кого и што сум кажал? Нема човек што не прозборува. И најмолчаливиот прозборува кога му е тешко. Кој што рекле, малку знај, многу живеј. Ајде. Тато? Господа те благослови, синко, добре дојде. Мајка ти и лом ме направи. Да одиме кај внуката. Да ја побаравте Леила, тато? Ја побаравме, синко. И девојчето не може ништо да каже. Ќе и речеме донеси ја внуката, ама Тато, кога се буди, тоа е како судниот ден. повеличе да му е. Мајчичке, ќе биде ли тешко ако ние одиме повторно кај Леила? Не ми е тешко, чедо моје. Ако треба лазејки ќе одам да ја видам внука ми. Ајде,
Качете ме на количката. Ајде. Ау, ау, ау. О. Бате, не можеш да најдеш друго место да ме викнеш? Синко, во Турција едно место кое е нападнато повеќе не се напаѓа. Ти ли му го кажа местото на татко ми, бато? Татко ти жив ли е? Тебе те чека. Ти имале некое старо место. Ти си знаел добро. Нешто ти ја стега душата? Не, Зошто си замислен? размислувам како ќе биде. Денес Елиф беше порасположена. Не грижи се, како поминуваат деновите, ќе биде се порасположена. Ти немој да се грижиш, тука сум јас. Ако треба и работата ќе ја оставам. Може ли едно дете да биде толку сладко? Го разбуи девојчево жено. Дај ме во преградката, душо. Како само ја позна бабата јагненце моje. Веќе треба нешто се стори, синко. Детето е скршено, ние сме скршени. Не знам што треба да направам. Чедо мое, нема некој доктор специјалист. Прашајте, советувајте се. Тато, ако е до мене, јас ни збор не кажувам. Радост во животот ми дојде. Прашај го детево какво му е. Тато, состојбата не е арна, да, секој ден нешто... Што се случува, синко? Не е ништо, мамо, општо збору. Јасно е дека нешто го мачи, ама и мене не ми кажа. Вие биете со внука ми, јас со син ми да позборувам. Ај, 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 ај. Што е она што се случило денеска? Тато, не сакам сега да кажам. Добро. Не кажувај ми, па нека ти биде потешко. Не, тато, не е поради тоа. Сосема ново е. Не знам што да мислам, што да кажам. Да го видам Џахид.
Сакаш ли чај, бате? Многу испив. Што ти е, бате? Не е ништо. Се случи кијамет, не врнав од местово. Кога мене ми се случи кијамет, кој од вас мрдна од местото? Колку години се мешавме?